среќа затоа што тргнав нова да биде час во предметот македонска драма и театар. Јас како професорка на предмет обично имам желба за моите студенти да учат од различни уметници, теоретичари, професори и да викам надески на часовите. Пред само 2 дена имаме еден друг гостин, во непосредна близина на Дејан, режисерот Александар Поповски, и денеска го имаме Дејан. Идејата тргна во рамките на програмата Автор во фокус на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодринскиот прилеп, заедно со Факултетот за драмски уметности, да направиме еден разговор со нашиот драмски автор Дејан Дуковски, најпознатиот, најпреведуваниот, најизведуваниот македонски автор во историјата на македонската драма и театар. Статистиката вели дека тоа се 125 представи поставени надвор од територијата на нашата земја во професионалните театарски сцени. Она што е надвор од тие професионални студентски, така натаму не се бројат, некако таа бројка за некое време се надевам ке имаме точно, да не ја нафрламе само вака. Идејата е да сакам да ви објаснам малку за програмата Автор во фокус. Како дојдов на фестивалот Војдан Чернодрински пред 4 години, сакав да направам една програма која што ќе даде посвета на еден драмски автор. Се разбира дека автор во фокус може да биде и режисер, може да биде и актер, човек кој што го прави театарот убаво место за живеење и работење. Меѓутоа, јас тргнав од, можеби, себичната прилика како писател, дека треба да им се даде малку повеќе почит на драмските автори. Првиот автор во фокус беше Поле Чашуле, вториот автор во фокус беше Горан Стефановски. Сметам дека така оди таа линија на наследување. Минатата година, откако се затвори театарот во Прилеп, сметам дека Прилеп треба да биде во фокус, затоа што да покажеме дека Прилеп е местото од каде што тргнал театарот многу пати низ Македонија. И ова година да ја затворам својата програма Враќање дома, решив автор во фокус да биде Дејан Дуковски. Дејан го познавам скоро 25, можеби повеќе години. Нема да ги кажуваме точните бројки. Само сакам да кажам дека првата работа како театролог ја имав кога ја приредив првата книга на драми на Дејан, трите драми во издание на Проарц, далечната 2002 година. И тоа патување некако ми трае цело време и сум среќна што можеме да го споделуваме тие искуства. Сметам дека е многу важно да имаме приликата да разговараме со Дејан денеска. Бидејќи ова беше замислено како час, јас ги повикав моите студенти, тука се сите да смислат прашањето што ќе треба да ми постават на Дејан, така што ќе ве повикам и од публика. Пред се сакам да кажам неколку збора за неговата драматика, пред да му дадам збор на Дејан, односно да го почнеме разговорот. Знаете дека професорите се такви што морат малку да одржат и час, нели? Ова е час сепак. Дејан Дуковски во македонската драма и театар влегува некаде крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, правејќи едно своевидно превртување на тогашната сцена македонска, воведувајќи редица нови трендови во европскиот театар, кои што до ден денеска се многу важни и значајни. Иако многумина викаат дека тој фамозен тренд на постмодерната драма и Interface театар тргнал од Сара Кейн од Англија, всушност фактите велат дека тргнува од Скопје, тргнува од Македонија и тргнува од драмите на Дејан Дуковски. Тука е многу интересно тоа да го знаеме и да го истакнеме, затоа што неговите драми не само што биле поставувани, се поставувани и ќе бидат поставувани понатаму. И сметам дека е многу важно како култура да го чуваме тој момент на важност, дека македонскиот театар сепак по нешто е важен и во светот, не само и кај нас. Нема да должам многу околу биографски работи, тоа сите го знаеме, сите напишани драми и така натаму. Меѓутоа, јас би сакала, Дејан, прво што би сакала да те прашам, по однос на овој концепт, дали сметаш дека сегашното време е време за создавање театар или може би за некои други приказни што треба да се разреши? Добро, сега
мислам дека секој време е добро време за создавање театар, ако има човек што да каже или ако едноставно има кој да чуе или сака да чуе. Сега може да разговараме различни времења, различни контексти, различни потреби. Што би рекол Сенко, веројатно на една вика, не е добро време за уметност, ама няма друго, се вика тачно. Али театарот исто многу често пати да не кажам профитира, не го змонила. Шекспир пишува поезија, театарот не е полноценен. Вампира. Но не умира театарот. И нема друга, којка нема така да се грижиме за неја. Се менуваат формите, се развиват секој се менуваат формите. Суштината е на крај таа, но ти доаѓа нешто да видиш, сака платна карта со тоа, сака да биде насмеја да стежем, да слушне вистини на никоја. Да. Добро. И ќе се наоѓаме на Фладо и твојата врска со Фладо е блиска непосредно заврши во класата на Горан Стефановски. Признавам, ако седна сега тука и се остив малце како на приемен кога дојде. Кога сите авторитети, тоа е големи, изгубер малце на светло. Од тогаш ми е сцена. Да, бидејќи дискутиравме на тоа каде треба да бидеме сместени, нели, во овој простор за разговор. Сметам дека, иако и на 20-та не ни е комотна позицијата на сцена, некако сме позади сцена, секогаш, ама Да. Како се создава еден драмски автор? Сега, нема рецепт, некој се има, ама во мојот случај многу беше важен мојот професор. Академија, што беше тоа прекрасно место да бидеш и место на кое што можеш да научиш многу ствари. И беше креативна, таа атмосфера беше креативна. Ја бев многу млад, а Горан научи многу едноставно за живот многу работи. Така што во мојот случај, освен се развива цела моја индивидуални афинитети, желби, гледање филмови, представи и слично образование. Мислам дека факултетот беше многу важен, нормално, генерално и за глумци, и за режисери, нормално место каде што остануваат кадрите се и акторите се факултетите. И средината сега, тоа е пошироко. Што е најважно во таа работа со студенти, како студент? Што е најважно во работата со студенти? Сега пораѓа во тоа време катедрата беше поставена прилично креативно. Во смисла дека ние имавме теоретски дел и фактички оно што се вика драматуршка облика. А од друга страна беше баш добар дел од целиот напор на Горан беше да не направи да пишуваме. Се инспирација не би немешна некој вака да му дадеш, ама потик од разговорите, целиот фидбек што ти го дава назад професорот и на факултетот беше многу креативен. И дека беа предизвикувачки, како да кажам, беа чален. Сентиментално. Велики го споменуваш Горан и работата со него,
завчера кога разговаравме со Александар Поповски, кажа дека доколку не постоел Умко, немаше да постои тој, доколку не постоеше Горан, немаше да постоиш ти. Колку е според тебе важна таа традиција во театарот? Апсолутно, мислам дека е многу клучна. Клучна. Мислам, ја прво како идентитет и таа смисла и Червенодински и Чашове имам како бекграунд, ама непосредното личното искуство, мислам, што ние сме го добили од нашите ментори, професори, па и идоли, ако сакаш се кучни. Јас била не го исклучувам, ја немам избор, да, Горан Стефановски, мислам, не го исто толку не беа битни веројатно Душко Ковачевич, Душа Невајович, пак најде може помогу. Ама сакам да кажам, на некој начин беше достапно, не беше одетме на, мислам, како што беа спомнати, и да се представи на Умко и на Горан, сега си тие контакти и што ги види, пошто Горан секогаш носеше и интересни, да кажем, десетини професори, негови пријатели, колеги, што за мене тогаш беа феноменални искуства. Кој беше првото театарско искуство што го паметиш како гледач и дали нешто те инспирира да направиш во театар? Сега морам да кажам баш вака на прва еда. Знам дека јавен студент, млад имаше представа на Бранко Брезовац, тогаш исто лично, млад Шекспир садист, со али беше со Загреб, ЗПН или не си там кој театар беше, така. И не, да, представа, да кажем, не остана као заед пред фајлот, тоа се представата во конкретен шок. Тоа беше вака после гледах многу представи што ги изради на дати, ами оваа представа тоа за мене беше голем шок или провокација или на некој начин инспирација. Сега Бранко Брезовац после Гугла за работа со него, мојата естетика може да разборим и така. Едноставно, тоа беше дел, тоа да не кажам многу порано, сигурно представите на видише ристичи и цела таа радикална естетика од 70-ти, 80-ти, која што беше помоа човек беше релативно нова. И кажа авангардна идејата, многу по-авангардна, ако ме кажеш од многу работи што девска се некакви мейнстримови. Така различни беа лекари заедно. И така треба некако кога има високи репери, самите се предизвикуваме себе си да создаваме на некој начин подобро. Диши малку, да не одиде како накрасно испитување. Сакам да го почнеме мојот однос на драмите. Во драмите на Дејан Дуковски сите сте ги прочитале, сте гледале представи, така натаму. Има еден лик кој што не е човечки, односно не е формиран лик, тука е Балканот како лик. Балканот како своевиден твој коментар на Балканот. И тргнувајќи од балканската ја, и редица други драми до последната. Црно злато се гледа тоа влијание. Балканот е место, Балканот е диагноза, Балканот е еталажа. Што е Балканот за Гренбеков? Знаеш, ја мислам дека за мене тоа е несреќен контекст у известно време, тие несреќни 90 години, фактички моја младост е некако поврзана со тие сите крижи
Балкан стана едно прилично неизвестно и негово место за живот, мислам, тоа го видов на кризно место, драма некако се бави со криза и со конфликт, и onda по некој дефолт ова беше некаков контекст у кој што ја својата. Така што беше многу логично. Тој наслов, да кажем, Буре Парук, што е доста на некој начин експлицитен во смисла на темата. Мислам дека излезе многу тачен као едно тачен. Сега не е диагноза, кратка одредница за криза. Да, кога работиме македонска драма и театар прв семестар, работиме Балкан, чисто што се случува на Балканот. И секогаш се обидувам на студентите да кажам колку е убаво да си од Балкан, затоа што имаме култура и традиција, независно од овие сите негативни констелации кои што се поврзани со фамозната балканизација, сепак имаме со што да се гордееме и таа традиција и култура се гледа и твојот однос се гледа во твоите драми. Ке почнам со Балканот и саме една од многу важните драми во мојот живот, бидејќи кога ја прочитав и ја гледав, Balkan is not dead, и Магија Делбес, така беше. Првата кажуваше многу, посебно затоа што само во самиот наслов има неколку цитати и во самиот наслов има одреден коментар што е многу важно за постмодерната драма. Како беше да се напише една ваква драма која што комуницира со македонска крвава свадба, комуницира со редица архетипови во драмата и во театарот и светски, не само македонски? Така, тој на некој начин текст кој што излезе од овде, од ПДУ, што говора катедрата и да, има доста коментари. Ја мислам дека клучно беше тука што ја го извлечав малце кодот, не кодот смрт на злите турци словно на македонските девици, него љубовна да приказна веднаш е света меѓу турчиот и македонката, една љубовна приказна фокус, и од неколку страни тој контекст пробав да го извадам, за да се покаже безмислата на крај на целото насилство и да, тогаш имаше тогаш беше малку, јас се сеќавам дека излезе тогаш некоја овие први критики, многу важни, дека оно почнуваше прва реченица, вика Турција купи некој политичка афера беше. Македонија, сега не се колку милиони, вика дека Дуковскија проради тоа после за среќа се имаше и Војдовче на Дрински, во Глазго, текстот и некои луѓе го одбранија текстот, ја го награда што става со Балкан. Така да беше на некој начин да се сврта внимание можда и погледа некои. Тоа беше исто време на овој некој многу засилен национализам од сега, што ја некако морав да го... На некој текстот беше коментар, да кажем. Да, се гледа точно. Затоа се избрани некои три приказни почети во преведено на Елени Карантеке, Малата Турска и Сикономо и главната приказна, да речем, македонска крвава свадба. Во насока на тоа како се создаваше драмата, дали има влијание како се правеше представата? Да, тоа е време со Саша Милинковски работевме доста и тука на факултета, он тука работеше на оваа сцена во Ампирот. И тоа беше многу
татка представа со Сенко Даци Георги Стајна идеја, фактички академска сцена некако требаше да почне, да играше за публика и за депутати. Беше стално трудно. И после го работевме како втор проект, после беше Балкански радио и Балкан дневно. И Благе беше директор тогаш. Со тоа што ја го напишав текстот, прилично, мислам текстот беше затворен. После имаше некакви мали корекции, али текстот беше претходно затворен. Тоа е едно од првите представи фактично. И ке спомена Булеварот, сакам да не за малку. Представата која што тоа е најпоставуваната твоја драма, се уште на сите страни и филм се сними, кој што го напиша сценаријата за филмот режиме Горан Паскалевич. Колку тебе ти значеше тој успех на Булевар? Добро, да, мислам, фактички Булевар ми отвори врата после, многу широка врата. Прво беше представата овде со Саша Миленковски, као трета наша практична работа со мојата и многу брзо после тоа беше во Белград представата на Миленко, што стана легендарна представа, која што беше на Академскиот во Белград. И дојде филмот, после тоа тогаш представата отиде на Бонско биенале, представата од Белград, ора се прошета на секаде, ама тоа се сеќавам Душко Ковачевич беше предлагач од Србија, он е предлагач. И се преведе од театар Хојте, може би највлијателен од тоа време овој часопис театарски поединец. И они го објави и еднаш почна да се работи текст за секаде. Сега филмот имаше и многу гледачи, представата играше 20 години, ја не знам колку. Да, јас се сеќавам дека сум ја гледала неколку пати. Нашата представа тука исто. И се постави низ цела Југославија исто. Така да Буре стварно ми отвори врата. После мало му дојде многу брзо одма. Година две после тоа. Така да и мама му битат добри. Така може фриланс да живеам. Тоа сакам да спрашам во однос на мама му, генерацијата која што заедно ја донесе таа представа, односно Ата Побовски како режисер. И таа, Великјацо ги спомна актерите со кои што соработувате, сте соработувале нели и претходно, соработката во Булеваров, да речеме, со таа генерација на актери, соработката во Малмева, кој почна соработката со таа генерација. Тука мислам дека е влијанието токму на вашата генерацијска поставеност. Со Ачо почнеме исто многу рано баш бројавме пред некоја време, имаме 14 проекти заеднички. Мало беше прва представа, што е поголема и беше на некој начин оваа енергија од овде. Затоа што бевме генерацијски некако дојдовме сите во новата година и тој период тоа се некои како да дојде рани 90-ти. 94-97, и потоа кога се реши да режира и Балкан. Тоа беше исто МНТ, ја сега зборувам повеќе за МНТ, затоа што е моја матична сцена, исто мој текстови таму беа работени. И ја по моја прва љубов веројатно театарот дошол од Драмски, затоа што мислам со Чичко ми играв како мало театар таму, каде беше ми бюджета. Ама Љубо Петрушевски беше директор во тоа време и Љубо прилично отвори вратата за
цела млада екипа на актери, тоа беше многу битна некако цела таа енергија успеевме да пренесеме заедно. Немаше да може тоа едно без друго веројатно. Тука зборувам за таа генерација Никола Станов и Тони Михайловски, млади, многу луѓе сега. Веќе го спомна продорот надвор, работењето со агент. Тоа кај нас не е малку познато. Како ти беше тебе работата со агент? Прво потпишав договор со некаква мала агенција Перин Бауер веројатно. Тоа беше на почеток, тоа беше така фино, доста на крај искаше кони постои кои не ми платеа се од парите и како си имав среќа да ми помогне адвокат, да се ослободам од нив и да си добиам парите и после и сега со Веландер Утора, после тоа е голема германска агенција која што има големи актери. Тоа, да, тоа едноставно не можеш без агенција да работиш горе уште, и ако не е секојаш, тоа е посебно приказ, не е толку едноставно, затоа што секоја агенција зема процент, секоја агенција нормално работи од интерес, не си некојаш работи за тебе, некојаш не работи доволно за тебе. Кај нас, мислам дека нема уште, не се работи со агенции, води време и потреба, пошто нема колку понуда и побарувачка и не знам точно. Да. Во секој случај, агенции се собично не кои што ги држат авторските права на текстот. Уште едно многу кратко прашање, или може тоа да ќе видиме, бидејќи за повеќето го знаете, ти си прецедрански автор, драматург, сценарист. Кој и колку е Дендуковски во сите овие уметности, занајки, порештво, ги разликуваш кога создаваш? После кога правиш драматизација или различни медии филми и театар, и ракописи, мислам, различен израз, што се различен израз. Ја морам да признам дека се чувствувам во свој терен во театар. Секогаш бирам за театар, много сакам филм. Секогаш работам со режисери, затоа што филм е многу конкретно е пишувањето за филм. И некогаш е безсмислено да сценаристот машта и пишува нешто што без директна консултација со режисерот, затоа што фактички различно е пишувањето. Во театар текстот е фокус и драмскиот писател има многу поголема слобода, така да кажем, на некој начин. Во филм се потварува тоа е цела една машина и тука било кој изместување и било кој начин на различно мислење од нормата е проблематичен, затоа што многу не се вклучени во процесот. Затоа што имаме тука студенти од различни групи, затоа ќе поставувам вакви прашања чисто за одлог на интересите. Веќе ги спомена режисерите, споменавме неколку имиња на режисери. Колку ти влијат, а колку ти им влијаш на режисерите? Да. Не знам. Се надам не сум од овие досадни драмски писатели што инсистираат на сцена да остане така како што е напишана, ама
Иначе имам света работа, исто стварно со други големи други режисери. Укорен Бочев, Димитар Бочев, Паскалеви се добри, да ми е една слага и Првич. И морам да признам дека посебно искуство, секој режисер е своја планета се развива и има свој систем. Режисерите што ги сакам и ги ценам и слушам многу често стварно ги ценам своите и сум секогаш отворен и кооперативен. Некогаш знам што сакам некаде баш пробувам да аргументирам и инсистирам, да, може би, ама мислам за себе да можам нескромно да кажам дека сум кооперативен, да. Мисла, исклучувам суетата туку нешто. Добро мислам дека да представите причитањето и прегледањето на твоите представи. Сакам уште неколку кратки прашања. Сакам да го слушнеме. Една од главните работи што мене ме мачи и како театролог, и како писател, и како директор на фестивала, тоа е современата македонска драма и македонски театар. И ги го спомна моментот на 90-тите години, тука сакам за оние што не знаате информација. Неколку театри во Македонија, благодарение на нивниот менеджмент и на редица режисери, во 90-тите години ја има таа некаква амбиција да се поставуваат домашните драмски автори во театрите. Тоа тргнуваше од соработката на Факултетот за драмски уметности заедно со театрите, режисерите како Саша Гренговски, го споменавме, Александар Поповски, Димитар Станковски. Сите тие работеа на да се постават македонските драмски автори на театарските сцени, посебно на театрите и надвор од Скопје, да не биде се централизирано во Скопје. Така е поставена и Джинот и седмите Жужиња, својот драмски текст во режија на Ато Поповски во театарот во Велес. Денес ја немаме таа практика во театарот, многу ретко се поставуваат македонските драми, многу ретко постои соработката помеѓу режисерите и драмските автори тука. Јас како професор инсистирам моите студенти да се мешаат, да се групираат, значи да не се двојат меѓусебно, за да можат да се соработуваат, затоа што за мене е многу важна таа соработка. Што е според тебе проблемот денес во македонскиот театар што нема македонска драма? Барем нема како што имало во 90-тите, почетокот на 2000-тите. Како речем дека клучна продукција. Имало добра продукција, пошто може би вака да осветиме, имало добра продукција на македонски, на млади автори, со нови македонски култури. Сигурно и театрите би имале огромна отвореност, меѓутоа повеќе се интересира. Не сакам да давам ја диагноза, не знам, мислам дека клучот е овде, на факултетите. Зачем дека се паднати малце и тие критериуми или јас се сеќавам кога студирав, требаше дипломската по дефолт да биде текст поставен на голема сцена. Сега тука помагаше и факултетот, тој некаде и лично професорот со својот авторитет препорака. Ама па се некако и квалитетот се бараше, пошто сега ти можеш стварно да имаш продукт за да понудиш на професионални театри. Ја, например, јас сум сега во
човек, много често буде повезано уметнички човек. Секогаш ме поставува прашањето за малата сцена, млади актери и најчесто одговор беше па кој текстот? Нема текстот. Или вака стварно, сега не знам. Тоа е пак некако ми се чини дека треба да биде тоа ванес или па и на одговорност и на одговорност на факултетот да предложи секоја година да презентира. Да ги дистрибуира на театрите, ако може и предност, така. Сега, и факултетот не би оверил, не би препорачал нешто што не е доволно квалитетно, а и театрите би имале, да кажам, по-голема одговорност при читањето, ако не се било така. Не знам. Да, и јас го мислам на тој начин. Бидејќи сакам да го најдам решението, затоа зборувам да видиме како може да се постапи во таа. Затоа што не е проблемот да се донесе директива, па сега театрите треба да поставуваат по ситуација на... Не, зборувам за квалитетна драма. Работа да има квалитет, што би биде... Onda ќе се бара уште, ако... Бидејќи си работел со студенти, и Дејан, јас кога се запишав на факултет на мојот факултет, Дејан работеше тука на ФДУ како асистент, и си работел со студенти. Кој е најважниот совет што би го дал на студентите, а кој е најважниот што си го добил ти како студент? Однос на работата, не однос на театар. Веројатно да не се откажуваат, мислам, ама и да наша професија подразбира и многу работа. Нашето пишување во програми е препишување, пише, не запишување. Некоја тоа не е онака баш најромантично, дали као седми ќе напишем од негде ќе дојде. Работа, чиста работа. И пошто овде стварно тешко ми се морна е полесно да бидеш у Македонија. Бе упорност. Бидејќи да спомнете последната драма, тоа ми е последната тема отворам за публиката. Каква беше соработката, какво е искуството со еден од најинтригантните режисери на Балкански? Пошироко говори. Да, стварно фантастично. Он е, да, много красивен и во секој случај е добар критичар секогаш на реалност и политичка и секаква. Он е много искусен и зрелен режисер. Много интересен процес беше стварно на работа и много мудар режисер што глумци го сакаат, што е клучно. Имавме не комплициран процес да ги се пресуцуваме на тоа, се откажуваше представата и западно. И беше много тешко, застанувавме, продолжувавме после месеци пауза. И пред цела време као да загреваш вчерашен ручек, не да вратиш на тези емоции назад. Ама остана целата работа много цврста и много съм нека собрал лично изкуство и от Германија, не се беше от Германија, се нека люди и јас работа, јас помнят исто днескорен на тези сцени и некако одлично беше се работа. Ти се нам ќе пробуваш, треба во Загреб Црно злато е некаков логичен текст на твојот однос на математиката.
и книжевна и театарска традиција, на тоа што било претходно и на тоа што ќе доаѓа. Затоа сега сакам нели од тие што ќе те наследат, односно кои што го наследуваат македонскиот театар, доколку има некој прашање повели. Јас малку потешко гледам, ама слободно. Ко би сакал да прашам? Ко би сакал првно, не? Смеам? Да. Иако го мразам зборот Омилено, би сакала да ве прашам дали можете да одвоите омилен драмски текст кој сте го прочитале во последниве година, 2-3. Да, што мислите дека е вреден за поставување или може би веќе поставен во земјава? Може би, како сакам од последни автори, вака што би сакам може би се овие драми на Мартин Макдоналдс, ја не знам. Скратки автори. Колку те одобри. Може има некои исто интересни. Не сум добил скоро мене, пушта многу често пријатели, колеги, текстови што, ама не сум добил стварно, не сум добил скоро некој текст што ми остае у мене, некој вака силен впечаток. Некојаш дури сам си викам, чекај, цело време ти забораваш од тие стари многу што, например, Колтес или многу брзо ги заборавивме автори од типот на Хайнер Милер, прекрасни текстови што не си то постигнати. Ја бев многу под влијание, да кажем, на тоа време, тоа беше поради гора на енглеска, Плинтер, Блонд и по-късно гледам Благодарам. Јас сакам да ве прашам од секој, мислам не сум имала никогаш можност да ве прашам ова. Какво е чувството кога ги гледате ликовите кои што сте ги напишале, изиграни на сцена? Дали доколку е многу различен ликот на сцена, ви создава некоја инспирација или пак напротив има? Зависи. Да. Много чисто не го препознавам и само още го напишам. Али много чисто и викам, ау, се ваша интерпретацијата е клучна, изгледбата е клучна. И обичен текст може за жал да се расипа многу. Али по многу често, многу од ликовите додека ги пишувам или на праизликите. Поготово многу сум купил ја од бунците, сум купил ја од бунците, некои реплики што бунците или процесот сме ги нашле, на крај се финалната верзија. Така да, опустим процес. Да. Благодарам. Дејан, како пишуваш? Дали пишуваш секој ден или пишуваш само во мигови на инспирација? Не, у принцип, знам дека нешто треба да ми тоа некоја идеја ќе ме фати. Имам процес малку на инкубација. Да зрее идејата. Сега малку сум безобразен, последнија години секогаш имам некоја нарачка, така да многу по-конкретен мотивот. Али процесот е
Сега, тој период, нели, кога викам инкубација, правам некаков ресерч, правам малце се инфицирам со темата и гледам, читам, гледам слични некои што веќе го работел и кажа се има некакви референции. А после самиот процес, тоа ќе почнам со пишување, тоа дур не се заврши, некојаш 3-4-5 месеци, некојаш цела година, некоја која месец. Ама не повеќе од самото пишување, не повеќе од 5-6 месеци, веројатно после. После се на некои препишување, евентуално не биле произведени. Во секој случај не е, пак викам, препишување на драми е препишување. Ќе напишеш, па ќе препишеш, не стане, ќе препишуваш, да не стане како што треба. И ќе фрлаш многу пути работи, што не се лоши, ама ако не се од контекстот, едноставно не треба. Има различни верзии на тој програма, така? Да. Од оно че сме во прво напишано до што сега е ревизија за последната книга. Да. Како доаѓате до таа финална верзија? Спомнавте дека постојат различни верзии претходно, но дали кога ќе дојдете понекогаш постои некој сомнеш дека уште можело да се работи, дека има уште простор или сте секогаш сигурен? Човек може да нема крај. Ја обично со крај изгледбата која ќе додека е крај изгледбата, првата представа. Додека се работи, додека се пробитат, отворен текстот, некоја промена може да биде до крај. Секогаш имам затворен текст на прва проба. Односно, пред прва проба, нели, затоа што треба да се подели текстот да го прочитаат сите луѓе. Има еден момент кога мора да кажеш окей, готово, копна у фјок. Иначе никад нема нова драма на нас. Дали имате некој совет за млади режисери во однос на соработката со драмски автор? На што би требало да внимаваме или што се работите кои би сакале да ги слушнете од еден режисер? Да, во сите случаи, мислам дека многу добра таа комбинација и разговор од почеток на некој процес. Секој креативен на свој начин, драмски писател од една страна, режисерот од друга и мене, секогаш ми прија тој фидбек од некога, нели? Имаш на кога да му дадеш некаков драфт, имаш со кога да разговараш за некакви ситуации. Најприроден сојузник е тука, по мене режисерот многу чисто глумци. Глумци не се лоши сојузници, што глумците многу инстинктивно ги осеќаат работите и знаат дека секогаш контекстот им брка работа, не зборовите, мора да се случува нешто, само некој действие, театар, не. Да. Така што веројатно разговор, брейнсторм и гледање, заеднички гледање добри филмови, добра представи, реперите не се лоши, реперите секогаш помагаат. Сега не да ги повтарате, кога ги знаеш можеш да направиш подобро. Така се учи. Јас не знам дали смеам да го поставам сега ова прашање, затоа што се уште не е кај нас драмата поставена, но веќе имаше најава од МНТ, па ќе си дозволам да прашам. Ако вие не смеете, не ми одговарате. Ќе прифатам. Зошто за Црно злато, за вашиот последен текст и последната представа, зошто баш парите со тепувачка? Мислам, што ви инспирираше како референца да искомуницирате со новиот текст, со тој
или како пратекст да се искористи. Ама тоа е некој мотив, да кажем. Не е класичен ремейк на парите со купувачка, јас имам само мотив, после ја почнав од таа некаква точка и после текстот си отидов во свој правец. Прво одлична е самата приказна на парите со купувачка и тоа е вистината приказна. Црна хроника извадена, што се случило 1919, не знам тоа година случила. И човекот од Подгораџија станал драмски писател. Станал и плюс има ремейк, после тоа има Камини Сартер, Камини истата случка ја користи он. Не знам дали дали знае од централната на листот, ама самиот прилично е драмски, самиот мотив, одличен е. Да, сега со тоа што пак викам текстот отиде во нешто друго. Не знам дали сте го читали текстот. Да. Ќе излезе сега книга, напиша предговор исто. Се надевам брзо, не знам. Поговорот е мој, разговорот на професорот Тунковски. Драмите. Да, именно така ја постави представата. Требало да почнеме со септември со проби. Имаме прилика да ја видиме. Да. И тоа ќе се надеваме дека ќе го затвориме фестивалот во Националниски со таа представа. Да не правам реклама. Таа идеја. Да обележиме достоинствено нашата програма автор, бидејќи е многу важно сега тоа за македонската култура, за македонската култура. Дали ви се случило некогаш да се разочарате од тоа како еден ваш текст е поставен на сцена? Многу. Во приватен разговор. Јас би сакал Многу често беа лоши представи, најчесто кога некаде као на Балкан се случува, нешто они, например, представата сега се игра во Шведска или не знам, не напротив, Шведската беше многу интересна на таа тема, затоа што се случуваше во Шведска. Ама многу често беа као некој глуми некаков Балкан. Моето прашање е што за Дејан представува фестивалот во еден Чернодрински и дали сме возбудени за 60-тото јубилејно издание? Не е платено. Ова беше од студентски денови мислам идеме на Чернодрински, го знам цел мој живот. Стане колку ја 50-60 прва моја награда на Чернодрински е спомнав Балкан неговото приски, тоа ми беше многу важно тогаш. А и како студенти, ја некако ми остана така фестивалот, тогаш како шанса за секси сеанс. Така играт на фестивалот, ама
Мене ме интересира, имате ли некоја тема, некоја приказна која е останала ненапишана, ама тлее тука во вас ме мачи? Не знам, веројатно повеќе. Жал ми е за еден проект и сега конечно со директорката Тамара на Југословенско драмско позориште го разрешивме некако. Имавме договор за еден проект Југославија, беше работниот наслов. Александар Плацов Поповски требаше да го работи. И ја некако не знам, може би Јацо тогаш беше исто доста системни, ама ја не успеав некако да најдам публик да сакав или да не таа моја генерација, јас сум сепак израсен во Југославија, возрасен човек кој се растуди во Југославија. И мене ме обележи цел тој распад на Југославија и се. И многу емотивно придов на проектот и баш сакав да најдам. Не сакав да најдам добар клуч или добар линк или многу филмови се снимија после растурањето. И ето така, тоа ми остана нешто што и остана во вазух и Југословенско драмско во Белград е веројатно и најдобрата адреса за таков проект. Ама рековме дека не е отворен проект, не го оставам за некој нареден. Се надал. Едно од тоа било. Која е разликата и дали има воопшто разлика и дали е потешко или полесно од тоа да напишете текст по порачка и текст кој што е само еден порив да се каже нешто или една инспирација во текот на денот или на неколку денот? Кога бидам искрен и сатрам на себе, во мојот случај најчесто сум имал зашто го правам тоа, или било испит, или било некада порачка на некој начин. Без тоа ми е потешко, порачка имаш датум, имаш дедлайн, кога сам себе си ставам некако, тоа може да нема крај. Ама тоа е, сега се разбира много добро да не... Со тоа што барем кога се работи за театар, за филм, не. Ама за театар, да, некогаш начално темата се договара или слично, ама секогаш е слободата, сега, освен ако не е адаптација или ако не е драматизација, да. Така што добро е, тоа е добро да се има секогаш дедлайн. Има ли Македонија капацитет да биде инспирација за малку поведри приказни? Не зборам конкретно за вас, ја припаѓам на друга сфера од политичките науки, доаѓам, иако политика прераснала една тешка драма моментално со се што се случува. Има една максима која кружи што вика дека Балканот е еден микс на многу мерак и на многу инат. И во вашите драми баш го има тоа, поготово во Балканот. Има една прекрасна симбиоза на мерак и на инат. На крајот на денот Балканот навистина се сведе на мерак и на инат. Ама имаме ли некаква инспирација и провокација за млади автори, дали од филмската уметност, дали од драмската, малку да создаваме поведри приказни? Да, тоа е, коментиратме тоа на ова тема, дека се не представуваат само на мачната страна, напротив. Да. Да, сведам, мислам, се разбира дека има. Сега, прашање е малку што уметноста на некој начин ги рефлектира, знаеш, она прави рефлексија на негативните, тоа е малку, тоа е малку и по дефолт треба да биде критична, се баш како некаква система
може се подобро, се како некаква критика на неправилностите, да кажем, на аномалиите, да кажем. Сега, контекстот цел го правиме и ние, не само до... Може би и ние треба да се светиме и по-ведови политички гласи, по-ведри правци. Не се влюбуваме во исти халишта. Да, се надевам. Стилот на пишување е исклучително интересен. Некако како да убавината на текстовите е меѓу редовите, не толку во зборовите, туку меѓу редовите. И некогаш кога ги читам драмите се прашувам, да сум во глава, да знам дали навистина го чувствувам тоа што во моментот го чувствува кога го пишува делото. Дали спомнавме поделбата на мејнстрим и авангарда, дали свесно сакате да бидете сватени и доживеани од авангардата? Сега како некаде да, пошто нели вкусовите колку човек ги гради свесно, колку несвесно, назорите, секој има некои своји естетски репери, назори, како да кажем. Јас секогаш сакам да имам густина во пишувањето, секогаш празните простори ги бришам на некој начин. И ова што го спомнах и фала за тоа комплимент, разбирам тишината кај мене сакам да има значење, се многу пати точно тоа што не е кажано нешто, а се подразбира, значи контекстот ти го дава јасно репликата, ама некојаш е подобро да нема него да има. Мислам дека барем во пишувањето треба ми секојаш less is more, помалку повеќе. Обично нема многу простор за штрихување, да кажем, по-конкретно. Барем сакам така да пишувам. Секој текст има своји некои различни правила, веројатно, свој пат. Морам да споменам, еве пред публиката, дека присуствував на премиерата на Црно-злато во Белград и беше извонредно чувство да се биде македонец присутен во публиката и да имаме на сцената, да го имаме Дејан Дуковски. Импресивна беше представата, прекрасна. Би сакала сите тука да може да бидат таму, да ја доживеат. Одлична представа. Наистина. Да, Занко? Слабо гледам на репекторите. Слабо гледам на репекторите. Сакам да ве прашам доколку вашето драмско пишување представува некогаш многу очигледен, некогаш помалку очигледен начин на критика или коментар на општеството, на светот во кој што живееме, колку истовремено за вас е важно вашиот текст да понуди некаков излез од ситуацијата за која што пишувате. И дали воопшто размислувате на таа тема, на излезот, без разлика колку метафорично или скриено е прикажан самиот текст. Да, во принцип да, во принцип секогаш се согласувам апсолутно дека секогаш мора да има некаков излез, секогаш мора без обзир на, мислам, секогаш мора барем да се навести исправната страна и да биде јасна и да биде огледала евентуално, мислам, затоа што критиката нема сврха ако нема репер, ако не ни е јасен начинот како би требало да биде и вака не треба да биде. Во моите текстови мислам дека има секогаш некоја искра на надеж, да кажем. Вака или така,
Добар час е државме. Благодарам Дејан што се напати, ако излегувам од форматот за кој што разговаравме. Ама тоа е многу убаво да се види интересот, дека е многу важен на дожлива четврточна вечер да се помниме на ПДО и да се слуша еден од најголемите драмски автори тука кај нас и по широко.